Рекордери сме по консумирање шеќер на годишно ниво. Македонците годишно консумираат речиси 37 кг шеќер, а македонците и бугарите живеат најкратко во регионот, грците најдолго. Добро утро, велам за Билјана Ристевска, нутриционист, со која што ќе ја прокоментираме оваа неславна статистика и секако ќе отвориме темата колку животните навики имаат влијание на ова. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Благо да или не, постои секогаш дилема дали треба да се внесува одредено количество на шеќер, меѓутоа овие 37 кг се навистина многу за поглавен жител. Па секако дека се многу и не се многу, туку се претерана конзумација на шеќер во текот на една година. И затоа веројатно сме и најкраткорочни или нели со најкраток животен век овде регионот, ние со бугарите како што напоменавме. Од причина што тие животни навики се навистина многу важни за опстанокот на еден организам. Да или не за сладкото, категорично не од моја страна, меѓутоа дека јаглениот хидрат како јаглен хидрат треба да биде застапен во текот на еднодневно меню, треба. Белиот кристал шеќер како кристал шеќер, не, меѓутоа, нели, јаглените хидрати секако дека треба да бидат застапени во помала процентуална застапеност отколку протеините и мастите, нели, меѓутоа треба да бидат застапени заради тоа што практично тие шеќери даваат, нели, енергија во произведуваат енергија во нашиот организам, они АТП единици, односно аденозин трифосфатот што е. Вела дека ако сака човек да биде здрав, ако сака да биде долговечен, треба да не да ги избегнува целосно, меѓутоа треба да ги менаџира, треба да менаџира внесување на 3 бели состојки: бело брашно, бел шеќер и сол. Ке се согласите со ова? Секако, да. Треба да се биде умерен. Не е, нели, категорично дека не сме ништо од ова да се внесе, меѓутоа треба да се има умереност и треба да се знае колку е дневниот днес препорачлив на сите овие намирници кои што ги напоменавте. Значи не може 36 килограми сега, нели, 37, да, на годишно ниво. Значи тоа колку говори дека во текот на денот конзумирате вие шеќер. Значи не е навистина добро за нашиот организам. Од самата таа причина поврзаноста на внесот на шеќер во организамот е поврзана, односно директно врзана со одредени типови на заболување по нашиот организам. На што се должи преголемата потреба од шеќер? Дали е тоа стресот го предизвикува секојдневието? Да, го кажавте пред малку? Не, сега го кажам. Добро, јас велам да слушам внимателно, чинам дека не го постави прашањето. Знаете како? На што се должи? Кај нас овде македонците сметам дека, нели, и долгогодишното работно искуство ми говори дека посегнувањето по шеќер, по сладко, е емотивна глад. Некако, ние македонците станавме емотивно гладни. Физиолошката глад не бара шеќер, храна за нашиот мозок или за умот не е шеќерот, иако ние сметаме, нели, мозокот ми бара шеќер, многу често знаеме да кажеме, или им падна шеќерот, не, значи во моментот може да изреагира, меѓутоа тоа не значи дека вие треба да изедете 100 грама чоколада или дека треба да земете некој круасан или сладолед. Значи се знае кој шеќер ќе го нахрани мозокот, односно кој шеќер, односно хидрати, природните се храна, секако. Овошното, фруктозата од овошјето и секако, нели, оние суви овошки, доколку не сте диабет болен пациент, и сите замени, нели, медот, малтексот, јаворов сируп, стевијата, значи тоа се засладувачи кои што се добиени на природна база. Таа емотивна глад, односно, нели, како вие што напоменавте, стресниот начин на живот, брзото темпо на живот, дозволува да ние си посегнеме по вакви прости шеќери, мислам се навистина прости по формула, а со самото тоа се направиме комплексен проблем во нашиот организам. Македонците и бугарите живеат најкратко во регионот, грците најдолго. Тука доаѓаме до темата колку е здрава медитеранската исхрана. Најверојатно и многу пати сме го зборувале тоа во утринската програма. Зошто ни е толку далеку медитеранската исхрана, толку блиску тука? Зошто не можеме целосно да уживаме во убавините кои што ги нуди медитеранската исхрана? Имаме толку плодно поднебје за овошје, зеленчук, да, немаме море, меѓутоа имаме во близина море, каде што имаме квалитетна морска храна и кај нас има убава морска храна. Каде е тука? Каде се кршат копијата? Зошто ваква статистика? Прво е во долгогодишните наши навики. Нашиот народ, значи, овде е повеќе научен да конзумира бели пецива и леб. Значи, основата на нашата, базата на нашата исхрана е лебо. Дали вие ќе земете леб со, не знам, една чинија манџа, тоа ретко се случува, меѓутоа основата е лебот. Од таа причина, некако и поскептици сме во прифаќање на оваа медитеранска исхрана, од причина што, еве, често мои пациенти велат, па знаете, таа е скапа храна.
Ако направиме споредба или паралела, например, се натегла мајонез ако купите или да купите 1 литро маслиново масло, не знам, би избрале маслиново масло, веројатно, доколку нели си го сакате собственото здравје и вашиот организам. Меѓутоа, некако подостапно, навикнати сме на таквата побрза храна, достапна во текот на целата година. Ние веќе во Доиран имаме ние маслинки. Значи, нели, се произведуваат маслинки, таа влегуваат во медитеранската исхрана. Меѓутоа, некако навиките кај народот се, нели, такви какви што се, начинот на живот, квалитетот на живот и стилот на живот, морам да напоменам, се многу различни од медитеранците. Без разлика што ние немаме море, слободно можеме комплетно да ја пратиме оваа исхрана, доколку нели сме убедени во бенефитот од истата. А зашто се случува ова во години кога се повеќе се зборува за здравата исхрана, се повеќе ни се достапни рецепти, намирници, поврзани со здравиот начин на живот? Зошто вакви статистики, ако се вратиме години наназад, дали порано нашите баби, дедовци, родители се хранеле поквалитетно со тоа што се готвеле дома? Секако. Сега не мора да биде медитеранско, не мора да биде морско. Секако. Било традиционално наше овде, меѓутоа нашето поднебе храна, меѓутоа знаете која куќа имала шеќер. Богатите куќи, нели, сега шеќерот стана нели премногу ефтина намирница. Шеќерот се употребувал 2 пати во годината, кога ќе дошле празници се направи нешто сладко, никој не конзумирал секој втор ден сладко. Ние зборуваме овде сега конкретно за бел кристал шеќер, меѓутоа оние скриени шеќери ние ги имаме во секоја храна, каде ви да се завртите. За процесирана храна. Секако. Дали тој скриен шеќер го има нели во сосеви, дали го има во кетчапи, го има во разни намирници кои што вие денеска сигурно 2 пати ќе посегнете и купите од маркет. А никој не ги чита тие нели додадени шеќери во производот. Ако е солена, во чипс има шеќер. Значи вие ако не го прочитате, значи додатно ниво на шеќер имаме во нашиот организам. Да е тоа само нели од оној шеќер кој што го внесуваме во текот на денот, не биле толку разделените границите на шеќерот високи во нашиот организам. Некако сега се ни стана подостапно и веројатно заради тоа не може да се споредиме со нашите предци кои што навистина биле умерени, конзумирале храна произведена во домашни услови и подготвена во домашни услови. Ние во готвената храна што ќе ја купиме од маркетите, од продавниците за нели готвена храна, верувате дека има додатоци од проста причина да му се продолжи рокот на тој оброк кој што е денеска направен. Немојте да мислите дека секојдневно некој толку не сака повеќе од самите себе, па готви специјално за нас и тука нема ништо додадено, дали е тоа брашно, дали е нели шеќер како продолжувач на рокот на тој оброк. Утре само ќе ви го подгорат, па ќе се продаде пак. Да, треба доста да се внимава и на тие работи кои што се продаваат по маркетите, на кои што стои на знаката дека се здрави, доволно е само да се прочита декларацијата, составот и да се види колку всушност има нездрави состојки таму. Но маркетингот си го прави своето. Мислам дека тука и најголема штета имаат и диабетичарите, бидејќи многу производи се рекламираат баш со таа конкретна намена. Така, вели, нели, без no added sugar, или нема додаден шеќер, кога вие ќе прочитате на декларацијата или на опатството позади што или на составот на производот, ќе погледнете толку грама шеќер од кој? Прости шеќери, моносахариди, нели, и сложени комплексни шеќери кои се. Најчесто се тоа прости шеќери во таквите намирници, некој нели диабет кекси или не знам грицки или не знам што. Најдобро е моја препорака нели работна и долгогодишно работно искуство е сите тие намирници кои сакате да ги подготвите, да ги конзумирате, подгответе се ги во домашни услови, дали тоа ќе бидат кекси, дали ќе бидат некои грицки, направете ги дома, значи со 3 основни состојки. Ако сакате брашно, водичка и сол, да имате значи една добра грицка подготвена во домашни услови, па тука ако додадете некоја семка плюс, значи збогатувате и со масти таа намирница. Се што е нели надвор од домот купено, произведено, очекувајте дека ќе има ризик по вашето здравје. И на крај да резимираме, да се вратиме на нашата домашна македонска кујна, на готвената храна и шеќерот да го бараме по природен пат, во овошките, таму каде што е најприсутен и каде што е најздрав. Така, во зависност нели од здравствената состојба на пациентот, може да се конзумира, односно на конзументот, може да се конзумира овоше кој што има висок гликемиски индекс и овоше кој што има понизок гликемиски индекс, меѓутоа да не биде изоставено во никој случај.